Епизода 67, Нејџен подкаст. Моето име е Георги Докузов. Денес имам за чест да угостам мојата гостинка, Елена Реј. Елена, здраво. Како здраво, си? Георги, супер. Фала ти, како си ти? Одличен, фала на прашање. Фала ти многу што дојде. Ти не си постојано тука, со постојано живеалиште си во Кина. И сега се погодивме да снимаме, на моја огромна задоволство и чест. И мислам дека ќе направиме интересен разговор со оглед на тоа што надвор се размоабетивме веќе. И има разни теми што може да ги офатиме. Така што те прашав како си, ми рече супер. И па само да почнеме од одма некако светот што ти го представуваш. И секогаш е најдоброто прашање. Андреја, значи иначе од сликање не може да сликам и да почнеме секогаш. Иначе не сликаат во позадина и тоа се супер се сликите. Не, ќе испозирам сега за сликата. Топ. Сам да веднаш да влеземе во светот кој ти го представуваш всушност, во модата. Сам да те прашам како се најде ти во тој свет и како денес правиме ретроспектива на 15 години си ти во тоа? Се најдов во светот по неличен избор. Јас тоа секогаш така го кажувам, ми се смеам, бидејќи мојата мајка била модел и некако пораснав со тоа и се очекуваше дека треба да бидам модел и буквално си правевме муабет дома дека ќе стана модел, гледавме Fashion TV заедно, ми објаснуваше што е моделинг и чекавме да направам 15 години за да почнам. Тоа е некоја официјална граница од која што може да почне некоја се бави или? Сега е сменето. Јас почнав на 13 години прв пат во Македонија, меѓутоа на 15 години заминав за Милано, каде што дојде Јона со мене. Инаку пред 5 или 6 години се променија правилата и веќе не е легално да патуваат девојки помлади од 18 години во Европа и Америка, уствари, да. Сега ме интересира како размислуваше, како гледаше ти на тој свет претходно. Спомна дека мајка ти исто се бавела со моделинг, веројатно тоа ти била на некој начин и предност, може и во почетокот, бидејќи си била запознаена со работата, ама како гледаше тогаш на тој свет и што е тоа што те привлекуваше да се бавиш со тоа? И после како почна да ти се менува сликата? Мислам дека сите делиме исто мислење, зашто сите го гледаме тој свет како преубав. И нормално возбудата, леле, ќе живеам во Милано, во Париз, во Њу Јорк, па ќе одам да работам за светски брендови. И си го замислуваш дека тоа се преубаво, дека мене ме чекаат надвор со лимузина, со 10 помошнички што ти помагаат, а во ствари реалноста е дека ништо не изгледа така и гламурозни се само фотографиите што ќе излезат на крај, а целата работа е навистина тешка. Кога прв пат свати дека е стварно тешка и кога прв пат онака ти се разби тој мит дека е всушност се толку фенси и дека изгледа добро, дека всушност има... Мислам дека имав брзо донесов таква одлука заради тоа што дали беше првото патување, не, второто мое патување во Милано. Одам на кастинг и во принцип улиците се поделени со бројчиња, непарни и парни од двете страни. Оваа улица беше тотален хаос. Значи немаше ни еден број по редослед, не знам кај, што е, зашто е, ако барам бројов и сега долга улицата, треба 20 минути на едната страна, 20 минути на другата страна. Во тоа време иначе нема Вибер, нема смартфон, нема ништо. Јас седам, плачам, не можам да најдам. Летно време, нешто јули-август беше, 49 степени во Милано и звонам на мајка ми и викам, не можам јас ќе се откажам, не можам да го најдам бројов, а им звонам во агенција, тие не ми помагаат, ме оставаат сама да се снајдам. Викам, кажете ми бар дали бројот е на средина на улицата, на едниот крај или на другиот крај. Не знаеме, викам, можете да проверите на лаптоп, не. И на мајка ми плачам како ќе се откажам и она ме смирува и се и ми вика, ајде, можеш, ќе издржиш, тоа е патот, тежок е, ќе се снајдеш и во принцип тоа ми беше првиот сусрет дека навистина не е едноставно како што замислуваме дека некој доаѓа да ме земе и да ме однесе до негде, него сама се снаоѓам како ќе стигнем од точка А до точка Б. Ништо не е уствари фенси, освен финалниот резултат. Да. А тука каде почнуваш првите? Може да се вратиш на тоа време, да. Првите, веројатно ќе ги интересира доста девојки. На крај ќе отворим и темата, ти моментално отвори пред некое време и твоја моделинг агенција и за таа тема ќе се осврнеме веќе си во тој предприемачки свет, за тоа тоа е денес линкот што не спои всушност, дека јас со модата немам многу, а ти сега си во сфера на предприемништво и доста сродно со темиве ние што ги работиме.
Ајде, може да се вратиме во тој период, ме интересираат онака ситници од тој како почнуваш, првите снимања, првите сликања. Почнувам со тоа што мајка ми ме носи во Модел Синкенас, тоа е агенција која што водат Алек Нумовски и Надица Ѓоргиева, до ден денес сум јас кај нив. И со нив започнуваме да градиме некој портфолио и сега тоа се, да кажеме, први проекти за мене во Македонија. Прва ревија ми беше за Ношпал во Порша Македонија за пелистерка, после тоа сликавме каталог, усвари не каталог, календар, во тоа време имаше календар за алкалоид. Тоа ми е прво сликање. Да, за алкалоид, тоа ми е прво сликање, после тоа за прв магазин работев, мислам дека се викаше 1Е, ако не се лажам, пред 20 години. 1Е магазин. Ани и Дими мислам дека ме слика, они се уште работат. Да. И тоа ми беа некои први проекти низ Македонија и полека, после тоа Алек и Надица ме споја со агенцијата во Белград, што ми е. И Белград веќе превзема одговорност за мене за тие некои странски пазари. Како гледаше ти на сето во тој момент? Ти беше предизвик, ме интересира мајндсетот кој ти бил во тој момент да се бавиш со тоа? Мене било интересно. На 15 години мене тоа ми изгледало многу интересно и едва сум чекала. И сум си замислувала, леле, кога ќе отидам таму, па ќе ме сликаат. И сум го гледала од некоја, не знам, детска перспектива да кажам, како што секоја дете доживува еден модел, како помали ги гледаме моделите и тие што ни се рол моделс во животот. А сега да разграничиме, има ли разлика конкретно меѓу манекен и модел, тука каде настанува таа разлика и кој е? Не знам ни јас да го одговорам прашање. Веќе според мене, јас вака како размислам, манекена например на писта, а модел е што се слика само. Не знам ни јас да го одговорам прашање. Која е точната терминологија за што? Ама зависи од секој модел. Например, има модели што јас ги работам двете, и сликање и ревии, и сега во принцип тоа што прави да не се работат ревии е висината кај одредени модели, заради тоа што за ревии изимаат високи девојки, а има преубави девојки например кои што се пониски и они си работат само на сликање, ама сега дали е модел или манекен? Значи нема, значи може единствената разлика може висината да биде. Да, само висината е тоа што разграничува за дали ќе се работат ревии или не. И сега после Македонија спомна Белград и од таму продолжуваш интернационално. Да. Како се одвива сега таа работа? Иначе е многу интересно приказана, преску 2 минути ми раскажа, ама сега имаме време. Заминувам прво патување за Милано, со мојата мајка месец дена. Имаш 15 години, така? 15 години и во тој период патувам само за летен и зимски распуст од школа. Значи јас сум во средност и учам и се, и летните распусти ги користав за стекнување некој искуство и нели нормално чекавме да бидам веќе полнолетна за да можам фул тајм да се занимавам со оваа работа. Одам за Милано, следното зимо повторно во Милано, после тоа следното лето наредната година на мој 16 години ме праќаат во Париз, работам во Париз цела таа година и во принцип до мој 18 години јас сум измеѓу Милано и Париз. Полнам 18 години и матура доаѓа, завршувам со средно. Месец дена после мојата матура јас заминав за Њујорк. Се сликаш за алманах па за Не, кога се беа сликањата за алманах бев во Милано и нема ни чека, во алманахот нема слика од мене. А каков абсурд. Да, нема слика од мене, ама добро, бар сум дел. Значи понатаму после тоа заминуваш за Њујорк? Да, заминувам за Њујорк. Во Њујорк сум значи од 2014 година до 2019 година. Со тоа што и патувам во меѓувреме. Работам и во Шпанија, работам и во Токио, работам исто низ Милано и Париз, меѓутоа базата во тие 4 години мене ми беше во Њујорк. И сега тие 3 места ако треба да ги спориш, сега се ми интересира и сега почнам да прашувам, сега се воздржувам да направиме вовет. Ако ги спориш тие 3 места, например како некои светски центри на модата, веројатно Милано вака на прва европски претпоставам, можеби и Париз, и Њујорк некој светски. Сега ќе зборим и Кина колку презема ти си моментално таму дека и тоа станува некој нов центар светски. Како би ги, која е разликата меѓу тие 3 места? Се разликува ли твојата работа зависно каде си географски? Работата како работа, мислам дека е секаде иста. Тоа што се разликува е самиот клиент и кои се побарувањата од клиентот
и нормално, ајде да кажам, некој третман на моделот, третман, подразбирам по исхрана, заради тоа што во Европа нели нормално постои здрава храна и секој модел би требало здраво да се храни. Во Европа за време на ручек италијанците и французите тоа не го перцепираат дека си како модел па да организираат нешто поздраво да јадеш, дека во Њујорк, мислам дека и општо цела Америка се по-хелти и нели повежбаат, се грижат што јадат, како јадат, така што само тоа можам како и да дека во Њујорк добива моделот малце поголем третман, подобар, складно нели на тоа што би требало да му биде исхрана од тоа што би го добил во Европа, меѓутоа работата како работа сегде е иста. Така. И сега ме интересира за работата твоја, нели за друга работа, еве конкретно за видеографија, нели работите треба да знаеш камери, треба да знаеш објективи, кадар и слично. Што е тоа што го прави еден модел добар и кој е тој кои се тие скил сетови што ти почна да ги собираш за да се изградиш како модел? Онака најбазично ме интересира како некој што прв пат се соочува со тема. Повеќе се, значи прво би кажала дека е карактерно, значи таа истреност што треба да ја имаш во тебе, да веруваш во себе и да не се откажуваш, без разлика и да добиеш 30 не, 31-то ќе биде да, значи карактерот. А друго, од тоа што треба да имаш, ќе кажам дека си доаѓа со текот на искуството, заради тоа што и ние како објективите имаме нормално некој скилс на позирање и стилови на позирање и сега зависно за што станува збор. Ако е иком, треба да си понасмеан, побрз за поголемиот дел од клиентите, други клиенти за иком бараат не толку феминен, да е по-бейсик и ние тоа го коментираме во моделингот како позирање, ама не позирање, буквално рамно стоење, што искрено е најтешкото нешто, зашто во принцип си научен дека треба да направиш некоја поза и сега кога некој ќе ти каже не прави ништо, ти стварно се чувствуваш дека не правиш ништо и дека не си доволен и е многу како чуден тој момент и многу чудно се навикнуваш. Мене најтешко ми било да го научам неправењето ништо. Тоа најмногу време ми требало да го сватам дека вистински е окей, дека ја само ако застанам рамно, дека тоа ќе изгледа како што треба. Тоа е некој стил као незаинтересиран да изгледаш? Да, како незаинтересиран, лейзи, ама не премногу лейзи. Чудно, не знам ни како да го објаснам, ама си постои како таков. И во принцип овие што се големите фешн брендови, они го преферираат тој стил на сликање. Сега ти работи се вежбаат ли? Ме интересира како изгледа нели секојдневието. Ти работи ти ги вежбаш, леве сако ги поделиме, нели мора тука да поделиме перформансот на писта, нели на одење, со моделингот, тоа се па два света предпоставам. Да. Тоа се два света. Еве сега почнавме од моделингот. Се вежбаат ли ти работи дома? Ти колку се едуцираш со материјалот или повеќе се искуство од теренот, снимањата? Би кажала дека повеќе е искуство од снимањата, заради тоа што уствари насоките ние ги добиваме од фотографот најмногу. Значи фотографот додека сме на сет ќе каже стави рака во джеп, спушти ја доле, крени брада, спушти бради. Во принцип фотографот е и режисер на некој начин. Да, и во принцип на сет се учи најмногу, меѓутоа тоа што дома може да се прави е кога добивам на пример работа за некој бренд, го отварам брендот чисто да видам каков стил на позирање сакаат. За јас ментално да се спремам од денот пред, да знам што ме очекува утре и разгледувам каков стил на сликање сакаат и согласно на тоа и да презентирам следниот ден. Така, значи испаѓа најголем дел уствари Господ дал, значи другата е само и фотографот, а ме интересира како таа хиерархија на сет како изгледа, на пример. Тебе те ангажира некој агент, од целата поставеност да ми ја кажеш, агент има, претпоставам директор таму на фотографија. Како е целата хиерархија таму, кој е главен на сетот? Вака, значи, јас сум ангажирана преку агенцијата во која што сум во тој град. Исконтактирана преку клиентот, директно со агенција, на сет, они веќе имаат направен план што како се слика и зашто се слика и некоја идеја, значи све спремно. И согласно на тоа фотографот е тој што ги диктира позите, заради тоа што фотографот е тој некој човек што го води целиот проект.
90% од времето и нормално дека има некој како project менаџер што седи зад компјутер, ги гледа фотографиите што е направено и одобрува дали е окей, дали уште да се слика, дали да се смени нешто, а меѓутоа најголемите насоки доаѓаат од самиот А фотограф. дизајнер има на сет? Па не. Има асистенти, мислам дизајнер. За На помали гардеробата брендови, кој е да, задолжен? стилисти. Стилист. Стилисти. А за помали брендови самите дизајнери присуствуваат, меѓутоа поголемите брендови имаат асистенти, стилисти и мислам за секој сликање мора да има стилист, така што стилистот е задолжен за целиот аутфит на гардероба, накид, се што се носи и стилистите помагаат при некоја промена на гардероба и на мене на фотографот има своји асистенти и стилистот има своји асистенти, така што секој си има некаква помош. Така интересно многу. Само ме интересира у кој момент ти го почнеш да го гледаш тоа стварно како кариера и размислуваш 100% влезеш у тоа, па тука веројатно и осознаваш таа другата страна, сигурно се како и секоја работа си има и темна страна. Да. Што не е лесно да се успее. Јас Готово. првиот ден го гледав како кариера. Јас кога тргнав знаев, дека тоа ке работа ми, тоа е тоа. Нема избор за плаќање, нема избор за назад, одиме до крај. Значи од првиот момент. Да. А кој беше првиот момент кога свати дека не е се толку сјајно? Тоа преска ми го спомна за моментот во Милано, ме интересира веќе кога почнува кариерата или од тие 18 години во Њујорк одиш сама предпоставам. Да. И сам интересира на 18 години, тоа е дете реално. Се уште. Дете буквално. И како се носиш ти со цел тој психички товар во тој момент? Онак што ти се случува во глава, што размислуваш? Како ти се одвива еден ден, например, да кажем, во почетоците? Психички товар во глава, може би не толку, заради тоа што знам зашто го правам нештото, ајде така да кажам. Нормално да е тешко, најтешки моменти се тоа само што си развоен од најблиските и што ги немаш твоите пријатели и најблиски луѓе околу тебе и фамилијата на секојдневно ниво да ги видиш, да се дружиш и си посам, да кажам. Меѓутоа, кој што моја најдобра другарка за мене ме опишува, ми вика, јас не знам како може, вика, ти се водушевувам да се што е претешко, вика, и нереално, ти го правиш толку лесно и не обрнуваш ни толку внимание, него со некоја леснотија си ги правиш работите. Не знам дали тоа е некоја карактерна особина во мене кај што јас го игнорирам проблемот дека не е проблем и не го прецепирам како проблем и некако си ги решавам работите и не си правам потешко на себе. Не знам, се разбирам дека што и да е ќе биде. Да, и part of the process ќе биде и не придавам толку големо значење на проблемите како проблеми. А како изгледа еден ден? Во принцип ние секој ден имаме ангажмани кога се потпишуваат тие договори, кога се селиш негде. Интересниот дел е дека и најтежок дел е дека ние уствари се откажуваме од сами себе тука. Кога одиш негде, ти треба да си достапен 24/7. Работиме во сабота, работиме во недела и треба да си свесен дека без разлика што ти живееш негде, во 7 саба ако те разбудат од спиење од агенција, мора да одиш. И кога и да те побараат, мора да отидеш. И се очекува тебе, да, и се очекува тебе да си достапен цело време. Зашто ако не си достапен, ќе те побараат еднаш, два пати, три пати и автоматски ќе те стават во таа група на модели. Не е толку заинтересирана за работата. Така што најтешкиот дел според мене е тоа што во уствари не можеш да си го организираш приватниот живот. Јас до реално распоредот го добивам од денес за утре. Прашувам јас секој понеделник како би ми изгледала неделата, дали имам опција за работа, веќе потврдена работа, кастинзи и такви работи, но тоа се менја од ден за ден. И јас 100% можам да кажам што ќе правам утре, 7 вечер денес. И автоматски тука доаѓаме до момент кај што јас не можам ни да испланирам дали утре со другарките можам да излезам. Ќе ме поканат негде, сакаш да идеме на вечера, ќе ви кажам ден пред тоа во 7. Тоа е уствари ајде така, чуден дел кај што се откажуваш од сите своји лични задоволства и од својот живот, за да живееш, не знам, како два живота се. Како паралелен живот. Два паралелни. Имаш Елена моделинг и Елена во приватниот живот и тотално не сме слични. Ти веројатно си успела некако да го изгораш тоа, да го поделиш буквално глава како посебен лик и најчесто луѓето што прават така што се под лукав
стрес, пошто тоа неминовно е стрес, кога општо кога сака да успее човек во животот, нема поголем стрес, значи тоа е нели научно докажано. Одиш со главата од зид, буквално, што викаш одбивања, може, претпоставам може и доста време да не те, можеш например да имаш 10 кастинзи да не те земе никој. Може и 3 месеци да одиш секој ден по кастинзи и никој да не те земе. И ти треба само во тој период да се издржи. Да. Само да ризик има огромен. Има. Не е едноставно. Јас дури и сега да отидам негде, после цело ова искуство, мислам, секој одење јас немам гаранција дека јас ќе заработам. Како фриленс оваа работа, ништо не е загарантирано. Може пред 3 месеци сум работела секој ден, сум заработила супер, може сега следниве 2 месеци нема да работам ништо. И секој договор е ризик. Со тој притисок како се носеше финансиски? Нема притисок. не знам како, многу верувам во себе во целиот овој процес. Не можеш ништо да испланираш, значи конкретно. Ништо. Не можеш да испланираш никаков приход. Нема конкретен план, ама јас секогаш си верував и знаев дека ќе биде. Нема опција да не биде. Дури 3 работи, може месецов ќе заработам помалце, ама имам. Следниот ќе се надокнади, ама си верував цело време јас само оптимистички си одев. Немаше, стварно немав опција да размислам песимистички, да се секирам за тоа, стварно не придавам значење на проблемите. Ги гледам најоптимистички што можам и изгледа ги манифестирам работите со таков мајндсет. Да. А сега ме интересира, през како спомна, знаев зашо го правам ова, имав цел. Од која беше целта и која е целта општо овие 15 години? Целта е да успееш, да издржиш, да ја работиш оваа работа и успех е после 15 години се уште да сум во оваа професија. Навистина успех, заради тоа што ако не сум заработувала како што треба или слично, зашто на крајната е нормално, сите ние работиме за пари, никој не работи од љубов. Немало да бидам тука, така што го кажувам како е еден голем успех. На страна на сите брендови со кои што имам работено и некои такви лични сатисфакции на достигнување цели. А парите во кој момент доаѓаат кај некој модел, например, колку треба, до кој ниво треба да се стигне и колку години, например, колку години тебе ти треба да кажеш ја ова нешто заработив, одам во таа насока да се остварам, бидејќи нели најубавите години ги користиш во тоа. Да. Најубавите, најприходните што треба во животот да ти бидат. За секој модел ќе кажам дека е различно, зашто за некој модел имам пријателка, колешка, која што парите ги направи од низиното прво стапнување во Милано. Сите ја земаа да работат со неа и беше најултра популарна во првите 5 години и после тоа почна помалце доди надоле. Нема правило и година за година. Јас може 2016 ми била многу доходовна, 2017 ништо да немам направено и во принцип многу е, не знам како да кажам, има моменти кај што имаме многу пари и после тоа има година дена кај што немаме доволно и ги трошиме резервите од претходно заработени пари за да се избалансира тоа што нема доволно сега во моментот, па после ќе се погоди пак доходовен период и никогаш не си сигурен во нашава работа, значи нагоре надоле, да. Заработуваш, па после ќе трошиш многу заради тоа што немаш доволно работа, па после тоа пак ќе заработуваш, така што Интересно, да. Living on the edge. Интересира кој ранг се заработуваат моделите у светот? Кој ранг се одат тие заработки, например? Колку заработа најскапиот модел на светот? Како се рачуна тоа? Не знам, јас искрено како се рачуна. Одат во милиони тие работи, претпоставам. Не имам навлезено, ама да, сигурно е во милиони. Мислам дека тоа е Kendall Jenner, некоја од тие Бела Хадид. Сигурно зимаат 1 милион да се појават негде. Не сум сигурна, но мислам дека е 100% така. А во почетоците, например, до колку може да се заработува на старт, например, ме интересира. Може да се живее од тоа у Њујорк од старт као почетник, само што дојден? Јас живеев. Ама можеш како плата веројатно некоја да биде, да не биде у ранг на заработување или? Треба време за тоа, претпоставам? Треба време. За Њујорк да се издржи треба време, значи успеваш да живееш на почетокот нормално. Меѓутоа Њујорк е прескап, да, Њујорк е прескап и во принцип
животот надвор, не, животот и дома во Њујорк е прескап и да не излезеш надвор е прескап се, а некога ќе излезеш надвор. 2000 можеби колку. Јас 2014-2018 плаќав кирија 3.500 за студио апартмент. $3.500. Да. Тоа е за за студио апартмент. Студио, не беше ни one bedroom. Значи е карсонјера. Да. 3.500. И уште толку сигурно ти треба да преживеш? Да. А како се исплаќаат моделите? Од претходно е договорена, например, работата или по сет, например? По сет, по проект. Секој клиент има различен буџет, секоја работа е со различно време траење, секоја работа е за различна цел, например, дали е кампања, дали е за social media проект, дали е за билборд, дали е каталог, дали е e-com, значи си има различни цени за секој клиент, за секој модел и за секој тип на работа. Значи од ангажманот, немаш по сати, по нешто. Кина плаќа по сати, Њујорк плаќа по ангажман, мислам цел свет плаќа по ангажман, Кина е единствена што плаќа по сат. Колку работиш, толку зимаш. И имаме некоја фиксна цена во Кина по модел. Јас имам моја лична саатница, да кажеме, и за кого и да работам толкова. И само си пресметувам саат. Тоа агенцијата го одредува? Да. Значи таму е на штоперица. Да, штопери. Стопираме за ручак, пауза за да се напиеш кафе, продолжуваме. Да, можеш да украдеш 5 секунди. Можеш. Сум крадела ненамерно. Ја забореш да изгаси. Да. А сега И како... од себе имам крадено ненамерно. Кога пак ќе почнам после ручак шминка и веќе на пола ме шминка, не можеш да и онака вратиш ми текнува, викам, заборавиш штопорицата. Тоа полоши од себе, Да, после не да, можеш да го надокнадиш, ова можеш да Да. го стопираш порано. Сега како стигнеш после до Кина? Како завршува тука таа етапа во Њујорк? Како гледаш на тоа од сега? Што се случува? Кој некоја приказна во Њујорк? Јас во Њујорк сум многу несреќна. Најнесреќен модел што живеел во Њујорк, мислам дека. Сигурно не си најнесреќен. Не, да се нашалиме. Не. Во Њујорк работа како работа ми беше супер и бев презадоволна од работата во Њујорк, но животот таму мене не ми се допаѓаше најмногу. Некако далеко од дома, друг менталитет, не се чувствував безбедно и цел склоп таков и немав пријатели, искрени пријатели со кои што се дружев, него се беше така површно и многу долго бев заглавена во Њујорк, да не можам да си отидам дома по, да кажеме, 7 месеци, да искористам одмор, да се тоа биде работа и влегов во некое, не е депресија, ама така тага, кај што едноставно не ми исполнуваше ништо и во принцип си ода во пензија јас тогаш. Дигна раце? Да. Неотповиклива оставка си дадов преку мејл во Њујорк, дека јас си заминувам и не се враќам. Со тоа што не ни знам што ќе правам после тоа, ама јас во Њујорк не живам, се викам ќе се вратам во Европа. И мои другарки во тоа време прв пат одеа за Кина и сега јас слушав од нив дека е тешко и дека премногу се работи и дека не е нормално Њујорк, ниту па Милано, ниту па Париз, зашто Кина е многу посурова. И се викам, зашто јас да не одам да пробам во Кина? И со агенцијата која што работи во Белград, они не соработуваа со Кина, а јас стварно сакам да одам во Кина. Не знам, некое чувство се појави во мене. Значи тоа веќе се врати, веќе се врати од Њујорк, таму расчисти се и затвори сите. Да, не се И враќам. доаѓаш во пензија тога. И доаѓам во пензија, ама Колку време пензијата траеше траеше пензијата? месец и Една пол. недела. Месец и пол, ствари се вратив на одмор. Една пензија. Август месец бев на одмор и септември веќе бев, дај да видиме што ќе правиме, да завршиме пензијава, се вратиме на работа. И не знам, имав некој чувство во мене да одам во Кина. Сите ми викаат, Елена, што ќе правиш во Кина? Тој период поготово не беше ништо развиено како што е сега, зашто јас кога тргнав да одам за Кина и моделингот сега во Кина, стварно има огромна разлика, еволуирано ептен и плюс има многу модели сега што веќе и доаѓаат во Кина, а во тоа време немало. Јас на кои да кажам, сите ми кажат, немој, не знаеш колку е тешко, кај ќе одиш, што ќе одиш, ќе те малтретираат, премногу гардероба се слика, по цел ден си на сетови, на ваканатака, јас викам, не, јас одам агенцијава да ми најде агенција, за Кина они не соработуваат, не може да најдат. Слушам дека доаѓа друга белградска агенција во Скопје, Алек и Надица ми кажуваат, и го прашувам Алек, викам дали може да дојдам на состанок, чисто да ги прашам дали они би можеле да ми најдат агенција во Кина.
Значи ти вика реши за Кина. Да, Некак... јас решена. Сите ми викаат не, ниту можат агенција да ми најдат, јас ќе одам, не знам како, ма ќе стигнам. Тоа целта кога ќе си ја поставиш во глава, знам што ми е целта, јас ќе завршам во Кина. И седнувам на состанок со новава агенција, им кажам, дечки вака и вака, јас сум заинтересирана да одам да работам во Кина. Дали можете да ми најдете договор? Можеме да ти најдеме договор. Во ред, викам, јас имам нели нормално им кажувам со друга агенција од Белград, работувам. Не е проблем, викам, јас ќе ви испратам материјал, доколку ми најдете договор, пратете ми го да видам, па после тоа ќе се договориме дали ќе потпишеме и што ќе правиме. За недела дена ми праќаат договор. Јас пресрекнам. Одам за Белград, разговарам со нив. Договор? Супер, одличен. Разговарам со нив и они ми даваат опција да ме превземат само како агенција за Кина, а да си останам со веќе постоечкава агенција која што ја имам низ цел свет. Од нивна канцеларија одам сега кај мојава агенција. Им го кажувам планот. Да, им го кажувам планот. За жал они не прифаќаат, они сакаат да бидам ексклузива со нив. Им оставам тука месец дена, им викам окей, јас стварно сакам да соработувам со вас, 7 години сме заедно или 8 во тој период. Не сакам да си одам, со вас сум почнала или нормално, меѓутоа моите идеи се поразлични. Им викам ќе ви оставам месец дена доколку би можеле да ми најдете сличен бар договор на овој што веќе ми е понуден. Не ми најдоа за жал, бидејќи нема конекции во тој момент со Кина. И тука раскинав договор со старата агенција, отидов во нова агенција и ова све го правам за да одам во Кина. И заминувам за Кина. Јас си пројдов феноменално. Мене претешко е, ама мене толку многу ми беше убаво да ја се пресели во Кина и еве мене после 4 години. Сега која Кина стана така центар за мода, за сликање, за брендови? Кои брендови се таму прво? Ги знаеме ли ние тие брендови? Или светските брендови веќе таму работат? Како изгледа? Јас, Диан Вон Фустенберг, работев со нив клиент во Њујорк, сега ми се клиент во Кина. Во принцип сите брендови кои што се во Америка и во Европа сликаат во Кина. Сите имаат фабрики во Кина и сликаат во Кина. Без разлика што ги прават сликањата нормално и во Америка и Европа, прават сликање и во Кина заради тоа што на крај на ден студиото во Њујорк да се изрента на ден е многу поскапо од студиото во Кина. Фотографот во Њујорк е многу поскап од фотографот во Кина и се е поскапо во Њујорк и поевтино во Кина, освен моделот што исто ќе ти дојде дали ќе го платиш во Америка или во Кина. А са експанзијата на моделингот во Кина е поради тоа што светските брендови се селат натака или има и големо дел кинески брендови кои настапуваат со агресивен, мислам, знам дека има, они се агресивни да. усе. Има, јас би кажала познати кинески брендови. Зара, кинеското како се вика? Urban Revivo. А друго нешто имаше уште, нели? Не знам. Како Зара кинеско е Urban Revivo, што јас многу го сакам како бренд. За жал немам се уште работено со нив, ама се супер бренд. Има Кајган, не се познати за нашата јавност. Во кој ранг се, во лакшери или? Лакжери. Имаат премногу лакжери кинески брендови, многу добри. Многу добри што се продаваат за жал само во Кина. И немаат продавници ни за Европа. Баш тоа зборевме преска приватно, дека излезе некој рилс што гледа дека всушност најдобрите сега шнајдери на светот, најдобрите дизајнери, нели најстручните што се со раце, нели типа ќе таа за нечиска работа, дека се всушност во Кина. Да. И колку е сменето, нели сега за италијанските брендови, тоа со Европска унија, нели бидејќи може, на пример, само патентот ако ти е ставен во Италија, нели целата ташна е направена, патентот е зашиен во Италија и ќе биде made in Italy, ќе биде made in Italy. А всушност е направено во Кина и не е направено само поради поевтината работна сила, туку поради подобрата. Да. Значи кинезите сакаат луксузни брендови. Да. И тоа на пример негде кога сум низ Европа, кога сум имал можност да прошетам, знаеш секогаш ми оставало впечаток, не знам дали е така во Кина, може тоа било некој печаток така направа дека кинезите цело време сакаат да бидат убрендирано и кај да шетаат се убрендирано, тоа така. Ама цели онака, не знам, дури некој што се така да штрчи Баленсиага, Диор. Обавезно. Да пука цело, дури невкусно. Ги има кинезите со пари што буквално се како лампиони, со логоаци или испишани се на нив да се види од кај. И ги има овие другиве што во принцип ги купуваат кинеските high-end luxury брендови, кај што нема ништо напишано. Така да баланс меѓу тие две, ама повеќето се со лого
Значи сакаат они тоа, сакаат да се покажат. Да. А менталитетот на Кина, на луѓето општо како ти се свиѓа за живот, начинот на живот, како изгледа таму? Јас си живеам европски. Буквално се што си правам тука, го правам истото и таму. Ти ми спомна дека си во Гуанџо. Гуанџо. Да, и кај мене нема промена за начинот на живот и буквално мојот живот е издали сум тука или сум таму, освен што разликата е кога ќе излезам на улица таму гледам кинези. Тоа е единствената разлика. И што таму е цела година лето, што ми фали. Таму е цела година? Да, во Гуанџо кај што живеам јас е цела година лето. Тоа е добро. Да. Тоа е предобро. Тоа е разликата, иначе нивниот менталитет, јас никогаш не успеав да се поврзам. Имам пријатели кинези со кои што се дружам. Не се дружам толку често колку што еднаш на 4-5 месеци ќе излизаме, ќе се видиме, колку да се испочитува таа релација. Не знам како да кажам, немаме, многу сме различни. Ако ги спориш со американците, например, американците знаат да бидат често така малце како премногу фини, нели, тоа е амерички стил на комуникација. Американците се многу као фейк. Фейк, да. Кинезите не се фейк, само кинезите и ние не се разбираме. Не знам како да го објаснам тоа, не го збориме истиот јазик. Јас што и да кажам, сум обратно сватена. Нема шанси да се пошалиш, зашто ни една шала не е сватена, они се сваќаат здраво за готово. Значи ја и да се нашалам за нешто, вака ќе ме гледаат само и на чудно па ќе ме прашаат дали сум сигурна во тоа што сум го кажала и ми требаше време да сватам дека нема шеги, нема ништо. Треба да се каже како што треба да го прифати тоа другата страна и во принцип не знам, нив ги интересира само работа, не знам зашто да се збориме. Да. Да. Само работа, пари, не се верува во ништо друго. И си имаат тие, они се ги викаат Red Note, пликца што си ги праќаат по сите за празници онлайн, само со некои парички во нив и тоа ги интересира. Значи парите се движечка сила таму. Да. И да се работи. Многу сакаат да работат. Они мислам дека тој од љубов го прават. Како чудно е. Немам видено луѓе што толку сакаат да работат. Значи застанавме кај Кина, сега не прекина апаратот, може значи зборевме за општо за менталитетот таму кај луѓето и тебе колку ти има легнато, дека баш и не ти легнал. Да. И од таа причина и се официјално планираш да се вратиш. Не знам тоа дали го спомнавме, не го спомнавме, приватно само ми кажа. Да. И затоа до негде е повод и отварањето на агенцијата. И сега можеш да ми кажеш за тоа како настана тоа, од кога почна таа, кога прв пат помисли дека ти би можел да имаш твоја агенција, можеш да кажеш за агенцијата и искрено никогаш, многу е лошо да кажам никогаш. Тоа што сакам да го кажам е дека од секогаш сум размислувала да работам нешто поврзано со моделинг и понатаму, дали да бидам како скаут, букер во агенција и цело време сум замислувала дека би му помагала на Алексо Надица, како така сум си ги размислувала некои работи уште од дете, зашто ми интересирала и другата страна. И со тек на време почнав повеќе да размислувам и да одам во насока за скаут. И летово кога бев на одмор, направив 2 кастинга заедно со Алек, нормално моделиот кај него, да ги видам, да ги сликнам и да видам што можам да почнам да правам со нив, да ги понудам во странство. И јас се уште немав идеја како за агенција. Со мојата партнерка Ивана бевме на патување едно во август месец, каде што она мене ми вика јас правев кастинг пред месец дена за да праќам модели како скаут и викам јас правев кастинг и пред 2 месеци и као зашто заедно не прави? Да. Да намалиме трошок. И така некако на прва име за секунда, Реј од мене, Ивана, се вика она Ива, завршетокот од неа, отварање фирма и бевме, окей, we're ready to go. Значи немаше многу размислување? Не. Ние во август, крај на август, 25 август се договоривме за идејава дека ќе отвориме агенција. Агенцијата ни е отворена на 17 септември и основана фирмата. Одма, побрзо постапка беше тоа. Одма, веќе имавме модели нормално скаутнати од кастинзите што ги правев Иона и
почнавме со тоа, во соработка сме исто и со модел син на Лек и Надица. Соработуваме и нивни модели има кај нас во агенција. И сега идејава за враќање тука. Агенцијава помага дефинитивно за тоа. Не дека ме спречува да патувам, бидејќи мојава работа по ремоут. Не морам јас да се гледам и да бидам во канцеларија за да сето тоа функционира. Можам да си работам и од надвор, меѓутоа сакам малце повеќе да се посветам на агенцијата тука и плюс не знам, некако така се почувствував дека после 4 години можеби ми треба пауза од живење во Кина. Не велам дека нема да заминам повторно на месец дена, 2 месеци, меѓутоа сакам да ја префрлам мојата база во Македонија, зашто до сега ми беше во Кина. Дома си е дом. Да, ми зафали, стварно. Па и нормално е веројатно на човек да му зафали. Пак е, за тоа интересно ми ти доста, значи ти си 10 години активно надвор и повеќе всушност 15, да. Активно надвор, да. Значи, каков е тој момент сега? Каков однос имаш према тука? Јас цело време супер имам балансирано, бидејќи си доаѓаш често. Доаѓам често, на 6 месеци сигурно, 7 месеци доаѓам, некогаш и порано, зависи. Доаѓам често, меѓутоа и сум во контакт со сите тие што ми се најблиски, со сите пријатели. Никогаш не сум запоставувала релација со моите најблиски кога сум надвор, додека немам сретнато друг модел што активно живеел надвор и има пријатели од својот роден крај. Да, сите други девојки се враќаат дома и тоа што мене ми го имаат кажувано дека немам со кој да се дружам, имам изгубено близина со другарките, па што ќе правам дома, досадно ми е, не знам што да правам, сите се земени. А кај мене обратното, значи јас од кога ќе стигнам, првите 2 недели сум пребукирана со кој попрво да се видам. Да се видиш, да. Па ние си го имаме тоа, веројатно, на Балкан да си... Таа топлина и желба за интеракција со луѓето, и тоа е добро, тоа треба да го зачуваме. Да. Значи моделството суштина е многу осамена работа, вака се што ми кажуваш дека Да. Сам си цело време. И најтешко е тука да се одржат и тие релации, и пријателства, и нормално партнери. Многу тешко се одржуваат сите тие релации, дури да имаш некој пак не си со тој човек. Не е со тебе заради тоа што нон-стоп патуваш и оттргнат си од сите. А сега како се снаоѓаш во предприемништво, сега веќе сега си пола веќе си. Се надевам дека се снаоѓам. Мислам дека дека супер правите маркетинг. Да. Дека не, добро ја водите работата. Добри сме. И како сте задоволни веќе, нели поминало одреден период, можеш нешто да сумираш? Да. Искрено реалноста е дека сме презадоволни. Да. Меѓутоа мојата цел што е поставена не е достигната, така да не сум задоволна. А реалноста е дека треба да сме многу задоволни, заради тоа што на 6 месеци постоење ние сме уствари прва агенција во Македонија што има директни конекции со интернационални агенции во цел свет. До сега, како што кажав, дека бев преку Белград, сите модели што имаат излезено од кај нас мора да се спојат со некоја агенција надвор од Македонија за да работат како модели надвор. Да. А ние сме први тоа што го имаме направено кај нас и веќе имаме 3 модела кои што патуваат. Две девојки во Кина и моментално имаме машки модел во Милано. Така што многу добро, ама ќе биде многу добро кога јас ќе си го кажам дека јас сум задоволна од тоа што сум го испланирала за агенцијата, иначе да, супер. А во меѓувреме сме програмери, сметководител, мора да си на прво место. Правно лице, се имаме, ама на крај на денот ние си вршуваме цела работа, што нешто кога ми треба сега и нормално се јавуваш и се пронаѓаш ти се. И сите викаат до после. За предприемништво општо, бидејќи треба стол логи да си тоа, често го зборам со гостите мои, дека 90% од гостите предприемачи и ти си веќе во таа лога, нели, на страна имаш успешна кариера, уште ти не си у пензија, нели? Ова трета пензија сега ќе ти биде. Да, сега трета пензија. Ама тоа предприемништво, кога се бавиш со предприемништво, ти всушност е некако најдобрата работа за некоја се бави, бидејќи учиш 700 работи. Да. Сметководство мора да знаеш, маркетинг мора да знаеш, менаџмент мора да знаеш. Тоа се стварно 10 професии во една и знае да биде интересно, предизвикувачки, може да потекне раст
кај тебе као личност? Многу научивме, стварно за овие 6 месеци премногу научивме, премногу и направивме премногу грешки, научивме од грешките и уште учиме, и уште ќе учиме, меѓутоа супер се снаоѓаме и многу се пронаоѓам, да. Се додека немам досадна канцелариска работа, супер се пронаоѓам. Стварно, не ти спомнав и приватно дека имам работено и во канцеларија, и колку бев продуктивна во канцеларија, што не можам да седам во место, мојата работа е динамична. Да. Јас секој ден одам негде, правам нешто, различно студио, различен клиент, кастинзи, еден друг Нови трет. луѓе, да. И јас сум навикната да бидам во движење и работата да ми се одвива надвор од 4 ѕида. И кога јас бев во канцеларија, јас мислам дека бев на спид пуштена продуктивност, што не можам да седам во место и само работев. На кого што треба да помогнам, на кого што треба да помогнам и да си го исполнам времето. Не е дека е толку лошо нормално канцелариска работа и таму си има интересни моменти и такви работи, меѓутоа ова многу повеќе се пронаоѓам да треба секој ден да имам различен предизвик во текот на денот и различен проблем и да си го најдам решението, него да ми е по така како by the book нешто, знаеш дека ова се го правиш и секој ден истото. Така и си научена веројатно од работа, да толку време што си била цело време на трчање, цело време у некој хасл мод, и тоа сигурно ќе ти биде плюс и чим веќе за 6 месеци сте негде, значи натака може да замислам што ќе биде и ви посакувам многу среќа. Гледам дека стварно квалитетно си работите и веројатно има простор кај нас за тоа, многу голем. Што сте го препознале вие? Да, има. Знам дека правите кастинзи сега по градови, како е одзивот? Вака, пријавување има, меѓутоа кај нас, но не знам како да го објаснам, може и во цел света, мислам дека не разбираат сите луѓе дека има некои стандарди и пропорции кои што мора да се држиме до нив за некој да биде модел. Тоа е висина, да кажеме, од 171 сантиметар за жени минимум. 171. И со 171 јас не можам да гарантирам дека би можела девојката да работи во странство. За странство ќе кажам 175 дека е минимум, ама 171 оставаме простор за некој моделинг локално. До 180. Спомна исто и дека, например, дека над 180 исто не се работи. Јас преска баш реков, ја мислев дека си деме као многу пати, не си као нели онака као 2 метра манекенка. И ти ми спомна дека всушност над 1,80 исто не е препорачливо. Не е препорачливо и сега ќе објаснам зошто овие пропорции и да кажеме обем на колкови и струк што мора да се запази, струкот да биде од прилика 60, колковите од прилика 90. 2 горе, 2 доле е окей, ама ништо драстично, заради тоа што сите клиенти прават семпл гардероба за сет. И они не креираат според моделот кој е. Не шијат специјално зашто се заљубија во мене колку сум преубава и сега цела тоа е колекција, што може да се купам и јас истото парче, да. Ке се прави на тој одреден модел, него тие sample sizes се за сликања специјално наменети и се во величина 36. Најмалата. Да. И сега, како да објаснам јас што се бара кога девојка, да кажеме, ако е 96 во колкови, не може да влезе во таа 36-ка. И автоматски не можеш да работиш ако едноставно не влагаш во тие пропорции што ниту јас како агенција ги задавам, ниту било кој у светов ги задава, освен самиот клиент. Така што во принцип ради тоа се тие пропорции. Сега кај нас тоа не го разбираат како така и има преубави девојки кои што треба да ослабат и кога ќе им кажеш дека треба да ослабат, ама јас сум преубава. Јас разбирам и преубава си, ама ако сакаш на вистина да работиш модел, мора. А всушност, значи за модел се вака и преска ги коментиравме ти работи, значи целта кај тебе, например ти лично ти си модел. Значи целта е гардеробата на тебе перфектно да се усклadi со тебе, не е само например нели убав да бидеш како ни толку во лице или што е се убав, тоа е веќе широка тема. Ние сме убави за качалки. Ти треба да си убава за качалка. Значи тоа за тебе како да вака да го фрлиш да се залепи за тебе, значи. Да. Ние продаваме гардероба. И да не доаѓаш ти во прв план. Да. Ти да бидеш по така неутрален лик. Да. Со добри пропорции, да не биде онака ни преизразено, не знам. Значи тоа е целата всушност филозофија. Не е ни само некој, може и да е убав, стварно да не е тотално за модел.
Тоа. За тоа сакам да кажам, не ми менува мене ништо убавината кога ќе се појават тие убави девојки сега конкретно за кастинзите, ако не се пропорционално како што треба. Ако е 1,69 м и ако е 96 во колкови. Така што само тоа е погрешно сватено и се надевам дека убавите девојки и слабите девојки што се срама да бидат модели ќе се отсрамат и ќе доаѓаат почесто и да се пријавуваат. Да. Не, ние си правиме реално поуспешни сме на директен скаут, директно комуницираме со девојки што ни се допаѓаат, ги бараме по Инстаграм, низ град. Ние ги наоѓаме, да. Тоа е, мислам, веќе сам си правиш некој скаут, а кога е на кастинг, не знаеш дали ќе биде успешно, нема да биде успешно. Например, првите 3 кастинга ни беа презадоволни бевме, додека од последниот сме задоволни, но не сум до толку задоволна колку што би сакала да бидам. Значи, мора и на двете страни. Мора и сам да, како и за секоја работа, мора и сам, мора и да чекаш да дојдат, да се изненадиш. А како гледаш, едно прашање многу се отвора во светот, а тоа е темата за AI и AI модели, и секој подкаст збориме ние за AI во секоја индустрија, и гледаш сите индустрии се некако сродни, вака на прва и ние кога се договаравме за моето шо би имале, како би имале да збориме. Како гледаш за тој модел на AI модели, така сега гледам дека и светски брендови користат. Да. Дали мислиш дека сега класичното прашање, дали ќе нема моделите, нели како се, дали моделите ќе исчезнат? Искрено не верувам дека моделингот никогаш ќе исчезне. Од моја перспектива помага, навистина помага, поготово за тој иком, и иком е уствари сите фотографии кои што се ставаат на самата веб страна кога разгледуваме што сакаме да купиме. Да. Јас од преска глупо ми да прашам нешто. Тоа е уствари иком е за веб страна шутинг, кај што кога ќе отвориме да кажеме Zara, сликите што се со гардеробата со продуктот се уствари нашата работа што ние ја викаме иком. Верувам дека ќе сменат многу брендови да користат AI во таа област и дека ќе се намали работата на моделите на тоа поле. Верувам и дека и за кампањи многу ќе го користат, што и веќе Adidas мислам дека имаше супер кампања со AI направено и многу други брендови. Но не сметам дека моделингот ќе изумре, заради тоа што на крај на ден и тој AI, не знам како, знаеме дека е AI, колку и да се изгледа совршено, пак го има тоа пресовршеното во него и го нема тој момент на емоција што може човекот да го даде. И погледот и филингот на живиот човек што може да го прикаже на фотографија, мислам дека AI не може да го направи толку добро. И дека се бара емоција за некои работи, зашто моделингот е исто така глума до негде. Не различно е. Значи, сега да треба глумица да бидам I'm gonna fail, нема да успеам, ама за фотографија се бара искажување емоција. Тага, досада, среќа, така што тие некои емоции мислам дека секогаш ќе бидат потребни од човекот. Некој начин глумиш ти стварно кога се сликаш всушност и самодоверба. 300 работи што се потребни. Ова многу интересна работа. Значи веруваш дека нема да исчезне. Не. Да исто би рекол за секоја професија пак доаѓа на тој момент дека едноставно пресовршено. А тој момент што не прави совршени, што не прави различни, очигледно не е само светлото, изгледот, прамено, толкото, него тој всушност таа емоција што е непредвидлива и што не може да се измери. Мада не знаеме која нас оди светот, како ние збориме, нели моментално и има војни разни, така што ние. Моделинг како моделинг нема да престане, ние ќе се сликаме сами. Да. Исто така една тема што договоривме да збориме, за крај ќе офатиме, а тоа е често сам да те прашам како изгледа тоа во животот си, некој што го видел тој светот однатре. Сега беше актуелна исто темата и со фајловите нели на Епстин, злоупотреба тој општо највеќе жените на удар на тоа, и општо жените сега периодов се доста некако на удар од разни работи што не е убаво и треба нели да се малку да се скрене внимание на тоа. Да. Како физички се искористуваат, дека и психички, дека тие работи стварно, поготоа се ова не ми се ни коментира тие работи. Да. Дека се стварно too much. Моето мислење за сето ова е став со кој што се водам цел живот.
секој сам си избира. Ова може ќе звучи погрешно за многу, зашто велам секој сам си избира. И јас сум била поканата на многу места. Меѓутоа мене никогаш ниту звезди ме фасцинирале, ниту да отидам на некое не знам какво место кај што се организирале fashion week parties, after parties, дискотеки, глумци, модели, не знам си што. Немам нигде отидено. И како сам ќе си ја поставиш енергијата, таква понуда и ќе добиеш. Мене во живот ми се нема случајно некоја непристојна понуда, некој да ми понуди нешто после сет, на вечера да ме однесе фотограф, зашто не ширам таква енергија, да доаѓам. Јас сум тука за работа, јас френдли ќе бидам, ама френдли со граница, си поставуваш граница и си се чуваш сам себе. И колку сакаш ти да се заштитиш сам себе. Јас не сум се ставила во ситуација да одам на after party, зашто реално што очекувате кога одите на after party? Која е идејата дека ќе рипнете 10 скалила и ќе станете познати? Сами се наметнувале за да завршат негде. Не знам дали ме сваќаш што сакам да кажам, ама секој сам избрал да биде таму и после не оправдувам што се случува и како се случува. Да, многу сум против тоа. Многу сум против тоа. Не е дека девојкава сама ако дошла па зашто дошла сама требало да и се случи тоа, меѓутоа треба да си свесен во што се ставаш, по која цена се ставаш и зашто се ставаш. Да станеш позната преку ноќ, да најдеш некој да се омажиш за да бидеш позната, да бидеш со некој во врска за да успееш и да се фалиш низ град и да постираш на Инстаграм дека те викнале негде. Тоа е реалноста, тоа се целите за кои што сите тие женски особи биле таму. Така. А јас имам одбиено се, јас на ништо немам отидено. И немам што правам. Едноставно не ме интересира тоа. Ама доста често, значи во тој свет веројатно постојат тие работи, се мислам знаеме дека цело време, значи мене ме канеле модели, да, и слично, ама веројатно и доста лесно се наседне од овој само момент што ми го спомна, ти има работа, нема работа, значи доста е лесно искушение се најде млада девојка таму, не е баш тешко, така? Вистина, и поготово има и цеа еден друг свет што тоа е многу по-сейф, кај што постојат тие промотери во кој град и да си, промотери кои што работат за клубот за да донесат модели, зимаат плата од клубот и ги плаќаат моделите. И сега девојки кои што не работат само да седиш таму. Често да излезат, ништо не се случува таму, буквално ништо, значи пресейфе во диско одат, си имаат маса, како искачање, само треба да се насепари убави од толку до толку саат, платени се не знам колку, да кажеме 50 евра од вечер, не знам ни толку дали зимаат. И во случај да дојде некој од страна да им како клиенти, не знам што е, да им купи пијачка, да им прати флаша и да треба да прават живели со него. Значи има и таа страна. Да, ама до таму. Ама тоа е до таму, да, тоа е сейф варијантата, зашто после диско промотеров бар ги испраќа дома, се грижи дека секој модел си оди дома, меѓутоа и ова е некој начин на Исто е. Да искористување. Да, искористување, општо сексуализација на полот и слично, што веројатно се случува во светот. Ама да, за ова, што е малце по-сейф да кажеме, познавам многу девојки кои што го прават, излагаат и заработуваат од диско, баш поради тоа што немаат доволно работа. Така, значи не е ни лесно ни да се осуди, бидејќи можеш и да се најдеш у такви ситуации. Ништо, фативме доста теми, ја искрено уживав у муаветот, значи за мене беше некоја нова тема да се отвори и ти посакувам многу успех сега во предприемачките води, тука верувам ќе има можности да соработувам, бидејќи ова за модава многу не сум ни јас адекватен. Ќе помагаме. Да, ќе си помагаме од двете страни. Уште еднаш уживав у разговор, се надам дека добро си помина и ти. Одлично си поминав. И мене ми е многу мило што ти бев гостин и што си направивме многу во момент. Така. Сега сакам да се благодарам и на тие што не гледате речи си 60 минути. Денес офативме некоја различна тема, а пак некако допревме до суштината која отвараме всушност во секој подкаст. Се надам дека уживавте. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање. Пријатно.